Изборниот штаб на ВМРО ДПМН во населбата Усова Чешма, како и повеќе билборди на територија на општината, биле вандализирани со пораки и со политичка содржина. Партијата ги пријави инцидентите во канцеларијата на ОПСЕ и во Министерството за внатрешни работи, со барање да се преземат соодветни законски мерки за пронаоѓање и утврдување одговорност на сторителите, рече на пресконференција Лазо Митев, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани и носител на листата за советници. Се надевам дека навременето реагирање на надлежните ќе го спречи овој однос кон политиката и ќе спречи понатамошно ескалирање на настаните преку заплашување и компромитирање на демократските процеси. Ваквите вандалски чинови и акти се по нечии налог и нечии укажување. Бараме од опонентите да се потсетат на кодексот кој беше потпишан и да постапуваат по истиот. Единствен начин да се спречи ваквото однесување е да се пронајдат виновниците и да ја понесат одговорноста за своите постапки. Митев рече дека и покрај ваквите настани, неговата партија ќе продолжи со фер и демократска кампања. Како носител на листата и председател на Општински комитет на ВМРО ДПМН Кочани, ви порачувам и ви ветувам дека инцидентите, пораките на заплашување или вандалско однесување нема да ја обесхрабрат партијата да го задржи политичкото достоинство. Покрај ваквите и слични провокации, ВМРО ДПМН ќе продолжи да ја води кампањата на високо демократско ниво со една единствена цел, а тоа е развој и напредок на општината Кочани. Инаку, оштетувањето на изборниот штаб и на рекламниот материјал на ВМРО ДПМН се случило во вечерните часови помеѓу вторникот и средата.